Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на Слободен печат. Што е магнетна резонанца, а што компјутерска томографија? Која е разликата? Што е интервентна радиологија? Кој ја прави и зашто се користи? Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добро утро. Добар ден, добро утро, како сакате. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Утрово зборуваме за компјутерската томографија и магнетната резонанца, што е едното, што другото, кои се разликите и каде се користи. Може да ви кажам дека тоа се двете методи заедно со ултразвукот кои што спаѓаат во така наречена имиджинг диагностика, што значи со најкратко кажано за гледачите да објаснам дека ние можеме да влеземе во внатрешноста на телото. Не само што можеме да влеземе во внатрешноста на телото со нашите методи, туку можеме да ја видиме и структурата на органите, што е многу важно за луѓе кои што се бават со оваа проблематика. Можностите се широки на сите три методи. Да речеме, ја не би ги развил посебно, бидејќи ултразвукот е метода која што има страшна експанзија во последно време и во последно време ги спојуваме сите три методи, тоа е така наречена фузионирачка техника. Накратко да објаснам, значи можеме да направиме компјутеризирана томографија, да избереме пресекот на компјутеризирана томографија која што е статичка метода, не е динамичка, за разлика од ултразвукот кој што гледаме жива слика. Ние можеме да ги правиме пресеците како прегледувачи. Таа слика што ќе избереме од компјутеризирана томографија, можеме да ја позиционираме на самиот апарат и врз неа да аплицираме жива слика. Ултразвукот има предимство едно кај што може во живо да ги следиме и крвните садови, крвотечението, значи артериските и венските, и добиваме еден комплетен имидж, што би се рекло, представа за нешто, за она што се случува. Значи, со методите како што се магнетска резонанца и компјутеризирана томографија, јаките наши алатки, но се тие методи кои што се статички. Значи, динамички се само кога ние софтверски може да направиме да бидат динамички. Кога правиме, да речеме, ангиографија, даваме контраст, па можеме да мериме перфузија, дифузија, па можеме да мериме дензитет, да речеме, пред апликација на контраст и после апликација на контраст. Овде можеме да гледаме и жива слика. Тоа е особено важно кога правиме некоја интервенција или биопсија или ставаме некој дрен. Значи, поврзуваме нешто што е во последно време светски тренд, а тоа е фузионирачка технологија. Тоа значи, како што знаете, има PET scan, сигурно чуле гледачите што е, тоа е емисија на цело тело, најчесто се прави кај онколошки пациенти. Да, сакам поише од техничкиот аспект. Значи, тоа се споени два апарати. Едниот е апарат така наречена гама камера која користи радиоактивни изотопи, така и кај PET скеното на PET значи позитивно емишен томографи, тоа е скратеница, а скен значи компјутеризирана томографија. За да можеме да видиме ние на обичен скен, не знаеме дали е напред, позади промената, треба искуство поприлично. PET скенот тоа ни го олеснува, бидејќи додека трае емисијата на радиотрасерот, која што ние ја бележиме и ја фаќаме, апаратот прави точно скенирање на пресеци и ние точно знаеме каде радиотрасерот има најголема акумулација. Тоа можеме и да го мериме и да правиме, што рековте, кај онколошки пациенти, следење на нивната состојба. Докторе, можеме ли да им пообјасниме на гледачите каде е попрепорачливо, доколку имаат никаква диагноза, кај кои органи, можеме ли таква некаква подоба да направиме, се прави компјутерска томографија, кај кои магнетна резонанца, или се зависи од диагнозата и од лекар? Да, зависи многу од диагнозата и она што прегледуваме. Значи, обично ние ретко кога добиваме пациенти кај што не знаеме што диагноза има, немаме некаков податок од што е болен пациентот. Тоа ретко се случува. На радиолог некој треба да му го прати пациентот.
Так. Кога го праќа пациентот, обично има претходна историја на болест, документација или така натаму, или имаме податок некој за травма или слично нешто. Можам да ви кажам дека ако споредуваме магнетска резонанца и компјутеризирана томографија, многу беа песимистички претходните, да речеме, прогнози, бидејќи компјутеризирана томографија е јонизирачка техника, кај што има зрачење. Во Америка е тоа дигнато на многу високо ниво и таму мера дози и така натаму, бидејќи со напредокот на технологијата пресеците порано ги правевме на 10 мм, на 8 мм, сега ги правиме на 0,625 мм, значи помалку од милиметар. Разбирате? Тоа ни овозможува да правиме совршена слика, реконструктивна во сите рамнини. Тоа знаете како отвора страшни можности. Так. Но е тоа врзано со зрачење и ние сме должни да на крајот на секој преглед ја кажеме зрачната доза и да ја напишеме зрачната доза. За разлика од магнетската резонанца, тоа е сосема друга технологија. Таму имате магнетно поле, тоа е како ултразвук. Так. Значи, нема некое штетно дејство кое што треба да не загрижи нас. Значи, таму не треба да пишуваме дози и така натаму. Во принцип, гледачите треба да знаат дека што е појако магнетното поле, термичкиот ефект е поголем. И да речеме, кај јаки магнетни полења има хендикеп оној кој што има вградена некаква протеза во самото тело, особено ако е таа метална. Но ви велам, од 2000 година нааму, дури и во Македонија, ние главно добиваме пациенти кај кои што не им ја ускратуваме резонанцата како метода. Разбирате, инаку порано беше, има метален имплант некој. Така, не може да прави магнетска резонанца и покрај друга една работа, магнетска резонанца не може да се прави бидејќи дава артефакти. Дали е тоа метал или се да речеме некои заменски работи како титаниум, кои што ни овозможува, но тоа е сепак метал. Кој што дава артефакти, но не дава како што дава, да речеме, метал, обичен метал. Така. Челик или нешто друго. Инаку, генерално, ако треба да правите магнетска резонанца, не можете да ја правите кај некои ургентни состојби. Да речеме, травма имате некој, ви треба брза диагноза и така натаму, дали има руптура на некој орган, ќе направите компјутеризирана томографија. Скелетна травма исто така. Но ако имате мекоткивна травма, скинат лигамент или нешто, одите на магнетска резонанца, бидејќи на ова не може да видите фино. И фино него никако не можете да видите. А ваму ќе го видите дека е скинат лигаментот. Сега да ви кажам, значи, резонанцата као резонанца има предимство во однос на компјутеризирана томографија кај мускуло-артикуларниот систем. Значи, коски изглобови, тоа феноменално, се може да видите што треба. Ретко каде покрај направена магнетска резонанца ќе речете, ај да му направиме ние компјутеризирана, има некои работи подобро се гледа. Да детектирате калцификати или камчиња или нешто слично, подобро може тоа да го видите на компјутеризирана томографија, кај што поесензитивен апаратот за детекција на калциум. А ваму ќе видите калциум како калциум, темно нешто и не знаете сега дали е крв, дали е калциум, дали е ова, дали е она. Не можете фино да видите ако околината не ви го ограничи тој елемент и вие да кажете, знаете што, овде има калцификати, така натаму. Значи, да заклучам, најмногу зависи од индикацијата на прегледот, што треба да бараме. Да речеме, ако онколошки болен, дали со една метода може да видиме и бели дробови, и покрај сите напори што се прават да се направат, паренхима зборува на бели дробови, компјутеризирана томографија е многу по-осетлива метода отколку да речеме магнетска резонанца. Посебно за тие ситни промени во паренхимо, да речеме интерстицијални болести и така натаму, тука нема што да правиме. И затоа од практичен аспект, кој ќе дојде онколошки болен, да речеме, да видиме каква е состојбата на болеста, покрај PET скен имаме ние онколошки протокол, правиме компјутеризирана томографија на бели дробови и абдомен. Обично е тоа. Ако треба нешто, имам сомнение за скелетни промени, ќе опратиме на PET скен да направи, или скен обичен на коски, она стара метода со технициум. Тој трасер е толку добар што и кај промени кои што не се само остеолитични, па вие може да ги видите, него се остеосклеротични, кај што не знаете точно што е,
А ако има случајно таму малигни клетки, он повеќе се акумулира. Така. Докторе, што се може да се направи со магнетна резонанца? Кои се методи? Ангиографија, скен на цело тело, спомнавте. Што се друго се прави? Да, можностите се огромни, знаете, може да видите нерви, што порано беше невозможна мисија. Може да ги прикажете крвните садови исто така, било каде, и тоа динамички. Знаете што е динамички? Да речеме, нашиот апарат има можност да направи трикс ангиографија. Тоа е акроним еден, да не ги оперетувам гледачите, ќе објаснам фино. Значи, во еден момент исти, може да ги видите артериските и венски крвни садови. Значи, динамички што значи го следите течението на крвните садови, на контрастот по крвните садови. И тоа во должина од 45 сега се зголемува можноста, а и со самата техника на спојување на сликите, вие можете теоретски да направите ангиографија од аорта до периферијата. Разбирате? Тоа е посебен софтвер, го следи контрастот, кај што има најголема концентрација на контраст, многу слично како и компјутеризирана томографија, прави снимање, пресеци. Врз основа на пресеците, вие после тоа го избирате најдобриот пресек кај што најдобро се гледа и правите спојување на сликите и добивате приказ на сите крвни садови. Можам да ви кажам дека магнетската резонанца од 3 Тесла за овие работи поситни крвни садови, значи тие финеси, детали е многу подобра од другите. Можда резолутивно или човек што гледа, или човечкото око што гледа, поприфатлив ќе му биде сликата на 1,5 Тесла. 1,5 Тесла е, или да објаснам, 3 Тесла е јачината на магнетното поле, 1,5 Тесла е јачината исто на магнетното поле, 1,5 Тесла е најупотребуваниот апарат, бидејќи ги нуди можностите за буквално да направите се, а ако сакате да речеме нешто повеќе, ќе имате некаков друг апарат од 3 Тесла, но има се своји предимства. На едниот подобро се гледа срце, може да правите динамички испитувања на срцето, може да на другиот подобро се гледа ова и она, но сакам да ви кажам дека ако ги имате, може да не зборам за функционалната диагностика. Значи, резонанцата дава можност од спектроскопија. Спектроскопија е имунохистохемиско испитување на ткиво. Значи, вие можете врз основа на кривата да кажете овде има таква содржина и тоа да ве приближи кон диагнозата. Особено, да речеме, на една група на заболувања кои што се нарекуваат такви заболувања врзани со метаболизмот, да речеме, на холин, митохондријални болести. Тоа, знаете, колкава широко поле. Со тоа што спектроскопијата не е само, да речеме, порано беше ексклузивитет на мозокот. Сега може да правиме спектроскопија на било кој орган на телото, да речеме. И со голема сигурност, да речеме, ако да правиме спектроскопија на простата, да кажеме, знаете што, оваа лезија овде со карактеристиките одговара за малигно на простата, и покрај и другите алатки што ги имаме, речеме дифузија и така натаму. Значи толкава е широко полето да можностите се бескрајни. Така. Значи од тоа што можеме да испитуваме функционално, значи порано беше само ќе зборуваме мрдни со прстот, тоа е таа функционална, ние гледаме во мозокот што се активира. Значи сега не само таква функционална диагностика, него и имунохистохемиска функционална диагностика, секаква функционална спроводливоста на нервите можеме да испитуваме. Можностите се бескрајни, што би се рекло. Освен диагностика, работите и интервентна радиологија. Што значи ова практично и народски? Така, Вие значи се паралелно практично правите процедури кои што олеснуваат хируршки зафати, помагате после хируршки зафати. Да. Предвесници сте, што се е интервентна радиологија? Да, ова е омилена тема, значи прашањето е сосема коректно. Можам да ви кажам дека поделбата во иднина ќе биде така на луѓе што ќе се бават со диагностичка радиологија и луѓе што се бават со интервентна или клиничка радиологија. Обично сме ние врзани и со следење на болниот после нашата интервенција. Во нашата болница, после долго време и убедување, ние можеме како радиолози, што порано не беше случај, да примиме болен, да му направиме интервенција и да го отпуштиме болниот. Да он доаѓа кај нас на контрола. Се што не ни е јасно во таа процедура, ја имаме целата институција како болница да прашаме. Тој што ни треба, ало, телефонот и ќе добиеме информација, но главно грижата за болниот е наша.
Тоа подразбира поголем ангажман на самиот радиолог. Многу работи треба да прочита, да знае и така натаму, но тој што ги работи процедурите е свесен што може да очекува, каква компликација може да очекува после тоа и така натаму. Можам да ви кажам дека тоа е светски тренд. Ако ви кажам дека во Европа се прават преку 100.000 аблации годишно, на годишно ниво. Знаете каква бројка е тоа? Аблација како метода е и тераписка метода. Значи, ако сакаме стручно да се изразиме, куративна или лечебна метода. Значи, ние го излекуваме пациентот. Он има метастаза, ние ќе му направиме аблација, он веќе нема метастаза. Разбирате? Значи, тоа е дел од интервентната онкологија. Интервентна онкологија е посебна специализација во Америка веќе. А ја работат главно интервентни радиолози. Значи, нема посебно интервентни онколози, бидејќи они се бават само со тој дел, а бараат помош од нас како интервентни радиолози кои што работат интервентна онкологија. Интервентна онкологија тим. Знаете, не е тоа сам човек. Значи, за да се направи фина проценка, потребна е тимска работа. Знаете. Вие гледате, да, има една метастаза, но онкологот знае многу повеќе за болниот, за неговата болест. И он ќе каже, практички селекцијата на пациентите кај кој што да се работи, се прави тимски. Ние, како интервентни радиолози, главно сме врзани за хирургија, онкологија и така натаму, педиатрија да речеме, а интервентната радиологија почнува со диагностика, ама со интервентна процедура која што се рекува биопсија. Значи, први поставуваме диагноза со биопсија и од тука почнува целата приказка. Ќе детектираме малигно заболување, па после тоа ќе видиме. Правиме селекција, тимска работа. Значи, онколошкиот консилиум кај нас вклучува сите специјалности, сите хирурзи се тука, сите специјалисти за нуклеарна медицина се тука, сите онколози се тука, сите радиолози се тука, кај што правиме проценки и даваме заклучок како ќе го третираме пациентот. Селекција на пациенти вршиме, но ви велам за оној дел кој што се нарекува локорегионален третман, да речеме во интервентната онкологија особено, тука имаме важна улога, но и генерално ви велам, значи луѓе кои што се посветени на интервентната радиологија го работат главно тоа. Бидејќи едноставно немаат време за другите работи, но за да бидете интервентен радиолог, мора да бидете први многу добар диагностички радиолог. Значи мора фино да поставите диагноза, проценка. Имаме многу моќна алатка, знаете, ние многу не се мислиме. Кога треба не знаеме што е вака и така, ќе му земеме биопсија и ќе ни кажат патолозите за што се работи. Затоа ви кажувам, цело време инсистирам на тоа што кај нас малку се посветува внимание не само во медицината и во радиологијата, него генерално во општеството. Тимска работа, значи заедно сме појаки. Кога мислат повеќе глави, секој ќе даде некоја идеја и на крај резултатот ќе биде подобар крај резултат. Метода која што животи спасува, меѓутоа има еден голем проблем. Апаратот е тесен, многу луѓе имаат проблем со анксиозност, клаустрофобија кога се во апаратот. Како го решавате тој проблем, посебно кога станува збор за деца? Има еден фрапантен податок кој што ми го кажавте пред интервјуто дека 30% од луѓето кои што доаѓаат имаат клаустрофобија кога се снимаат. Да, тоа точно е. Точно е тоа. Во нашата институција, да речеме, ние користиме помош главно од анестезиолозите. Значи, кога се деца во прашање, не се мислиме многу. Но за да имате таков анестезиолошки апарат, тој мора да задоволува некои критерии да го ставите во магнетопоред. Не можете да дадете анестезија вие надвор 10 метра од просторијата, а пациентот вие внатре. Значи тоа се е поврзано едно со друго. Мора да го мониторирате, не мора да седите, у крајен случај дел од анестезиолошкиот тим и во самата просторија, бидејќи нема радиација, рековме на старт. Ова е ионизирачка, ова не е ионизирачка техника. Но главно користиме помош од нашите анестезиолози. За да се навали бројката на тие 30% луѓе кои што имаат клаустрофобија и не може да влезат во тесниот простор, технички индустријата, да така кажам, или производителите на апарати, овој го решаваат со тоа што прават отворени магнетски резонанци или апарати за магнетска резонанца, магнет од едната страна, магнет од другата страна и толку. Но се покажа еволутивно како напредува технологијата дека
не можете се вие да прегледате со исти квалитет како што е затворен систем. И за затворениот систем, тука главно е помошта од нашите анестезиолози. Тоа не е нешто кој знае што, значи анестезиологот дава таков тип на анестезија да пациентот, ние го направиме прегледот и го дозира анестетикот толку колку што трае прегледот. Так. А прегледот, ви велам, трае се пократко и пократко. Како што се усовршува технологијата, секвенците што се прават на магнетска резонанца се побрзи и побрзи, а вкупното време е се пократко и пократко. Со други зборови сакам да ви кажам, со добра организација, добра анестезија, се скратува. Еве можам да ви кажам еден податок, за 6 минути вие може да прегледате мозок на дете. 6 минути. Апаратот може да се скенира 2 секвенции одеднаш. Т1, Т2, Так. Т2 флер. Разбирате? Значи, самата технологија ви овозможува брзина со тоа што се скратува времето, се скратува анестезијата. Сите тие работи ги правиме многу брзо и елегантно, но треба тоа се добро да се организира. Така. За крај на интервјуто, попустите кои што ги имате за двата апарата, значи и за магнет и за компјутерска томографија, понеделник и среда, и ве кажете им на гледачите што се може да направат во тие денови. Е така, со тоа што не сум сигурен дали е понеделник и среда, ама Како мислам и дека да е, може има да се информира. 50% попуст на 1,5 Тесла. Да. Значи, попустот се однесува само на апаратот од 1,5 Тесла и на апаратот за компјутеризирана томографија од 16 слайса. Е така. Значи, тоа се два стандардни апарати, кои што ви кажав претходно дека 1,5 Тесла е распространениот и користениот апарат за магнетска резонанца во свет, во светски услови ви кажувам. Искуствено ви кажувам дека нема што не може да прегледате на тој апарат. Единствена фалинка е малку тесното поле и да речеме овој процент може да се зголеми. Така, наместо 30 да има повеќе клаустрофобија. Но ви велам, буквално се може да се прегледа на тој апарат. На компјутеризирана томографија од понеделник, на магнетска резонанца од понеделник до петок може да се работи на 1,5 Тесла, а компјутеризирана томографија, бидејќи го користите апаратот заредно со PET скенот, лимитиране, бидејќи кога има закажано PET скенот, вие не можете да прегледувате и тоа ќе видат гледачите од флаерот, но ви велам, цените се депримирани за до 50%, од прегледот главно се движат тука негде, дали ќе биде 45 или 50, потполно svejedно е. Која е идејата да ја доближиме диагностиката? А ви кажувам јас како професионалец, апаратите овозможуваат многу прецизна диагностика. Значи, активирањето на 1,5 Тесла практички го доближува магнетската резонанца до самиот пациент. Дали ќе направите, ви кажав од старт, дали ќе направите на 3 Тесла или на 1,5 Тесла, потpuno svejedno. Човечкото око, тие му се можностите, разбирате? Само професионалец кој што се разбира и лимитирани се можностите за некакви, да речеме, ако треба срце и ви треба брзина, нормално дека ќе го користите овој другиот апарат, или аорта, кај што ви треба проценка да правите нешто оперативна или срце или коронарки. Лимитирани се можностите, бидејќи тој другиот апарат за компјутеризирана томографија скенира меѓу систола и диастола. Знаете, систола е кога се стега срцето, диастола кога се отпушта. Во тој меѓу период апаратот прави скенирање. Тоа му овозможува техничката можност на брзината. За такви, да речеме, прегледи, нормално дека ќе го користите тој апарат. А за се друго што е, ќе користите и нормално дечиња, кај што ви треба бели дробови да видите, 3 секунди трае прегледот, разбирате? 3 секунди, вака. Ваму, малце подугачко ќе трае, но и уште нешто можам да ви кажам, значи, кај што треба да штедите пациент од јонизирачко зрачење, ќе користите современата технологија, бидејќи таму има инсталирано системи кои што може софтверски да подобрат, да се смали, да добиете исти квалитет на преглед, а да се смали вкупната зрачна доза. И со времето, и со тоа, се едно со друго поврзано. Ви благодарам, доктор Трајковски, за гостувањето. Се надевам дека едукативно делувавме на гледачите.
Вие, почитувани гледачи, ги слушнавте новитетите од Џибадем Систина. Останете со нашата програма, следете го веб изданието и секако очекувајте го на издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.